Темата која што отвараме се горно-респираторни инфекции кај децата, а разговарам со доктор Дали Лала од One Hospital. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Има голем број на прашања кои што се поврзуваат со горно-респираторни инфекции и со грипот кој што е актуелен. Да. Меѓутоа за почетокот би запрашала што се горно-респираторни инфекции, како да ги препознаеме. Така. Заправо прво треба да одредуваме кој е горно-респираторниот тракт. Респираторниот тракт се дели на горен и долен. Горниот респираторниот тракт тргнува од носните ходници, параназалните шуплини, па после и фарингсот, кој исто така што се дели на висок епифарингс, паурофарингс и ипофарингс. Значи сето оно што се наоѓа на нашата глава. Сето што воздухот се движи во тој смисол, било тоа преку уста или преку нос, тоа се горно-респираторни тракт до грклјанот, ларингсот. Тоа што е најбитно да се назначува дека повеќе се работи за акутни вирусни инфекции, дури кај 10 до 80% од сите заболувања се пресметува дека се инфекции од вирусно потекло. А симптоматологијата зависи и понекогаш и од самите вируси, кај некои се поблаги, а кај случајот со инфлуенца уште се потешки, но се истите симптоми. Ќе ги набројувам. Прво почнува со затнат нос или тече од нос. Па после имаме и кивање, понекогаш имаме солзење од очите, болка на грлото, попрапено со суфербилни, па дури и фебрилни температури и подкашлување. Овие се скоро сите симптоми за сите група на вирусни, горно-респираторни вирусни инфекции и заболувања, само што кај грипот се поинтензивни и тргнува директно со погачена висока температура, со малаксавост, болка, главоболка, фронтална главоболка, дури повраќање проварски столици, па и кашлење, и тоа брзо се влошува. Кој ги предизвикува горно-респираторните инфекции? Сега од вирусните инфекции, да, најчести се риновирусите, па после доаѓаат вируси на параинфлуенца, па потоа доаѓаат аденовирусите, коронавирусите и меѓу најтешките, а кои се карактеристични за долно-респираторните инфекции, кај пневмонија и бронхопневмонија, респираторно-синцијалните вируси. Дали, например, еве, зимскиот период, навистина речиси да нема град во Македонија кој што не е загаден. Да. Дали загадениот воздух и алергиите, еве да речеме, кои што се во пораст, може да бидат причина за еве едно дете да има слаб горно-респираторен систем? Прво, да назначиме дека има сезонски карактер, горно-респираторни инфекции. Од кога ќе почнува есента, па дури до пролет и понатака, до април месец. Во тој период се, значи, од есен до пролет, горно-респираторни. Горно-респираторни инфекциите, како се, фреквенцијата им е висока. А што се однесува до алергиите на носето и аерозагадувањето, исто тие прават околности такви, што рушат локален имунен систем и после тоа се надоградува вирусна или бактеријална инфекција, суперинфекција. Многу прашања имавме и од гледачите, а и добиваме и на социјалните мрежи. А генерално сигурно сум дека и вас ви стигаат тие прашања од загрижени мајки, родители, баби, дедовци кои што велат многу прашања имам, многу прашања не мачат, градинките се попразни, нема ученици, се поболни се. Едно од прашањата, еве, например, мајките што прашуваат е дали промаја или изложување на ветер може да предизвика горно-респираторна инфекција. Тоа ветерот не би било убаво да се изнесува детето. Нарочито ако е првите 6 месеци од значи да се избегнува во првите 6 месеци. Но не е по секоја цена забрането. Ние имаме случаи кога детето се става во скафандер, па после околичка и може да се стеснува, но зависи од време траењето. Најмалку би требало 15, најмногу до 2 сата во тек на денот. Од 15 до 2 часа? Од 15 минути кај новороденчина до днешка ран. 15 минути до 2 часа да може да... Во тек на целиот ден. А све во зависност од возраст на детето. До 6-месечна возраст тоа значи 2 пати по 20 минути. После 6-месечна возраст може до 2 часа, а во се додека имаме убаво време. Наутро... Секако доколку е загадено, не би го носеле детето. Лете треба наутро да си, кога не е многу топло и навечер, додека зиме, кога од 13 часа до 14 часот попладне. Сега многу од прашањата кои што ги добиваме и стојат отворени, особено во овој период кога се најактуелни гриповите, вирусите, настинките, кажавме пред малку, се помал број на деца има во градинките, во училиштата. Токму така. Мајките прашуваат дали треба болно дете да се носи во градинка. Не.
било да си дете или возрастен, што има температура, има знаци на горно-респираторна инфекција, ако го однесуваме во градинка случајов, нити ќе има волја да си оди, но најтешко е што ипак ќе ги зарази и другите дечиња во градинка. Сега многу родители од страв да не се разболат дечињата, бидејќи има родители кои што за жал поради низа причини, нема кој да го чува детето, не се мора да го остават детето во градинка покрај тоа што е болно или настинато. Други родители пак поради ваквите случаи здравите деца не ги пуштаат во градинка или во училиште поради страв да не се разболат. Да. И тука застанува еден круг кој што како магепсан круг е. Да. Мора да се среди од страна Министерството за здравство, Министерството за труд, дека мајките кои имаат болно дете, им следува боледување. Аха, значи тоа како е регулирано сега? Да, тие дечиња кои се болни, кај матично лекар се добива потврда дека тоа дете е болно и на мајка и се дава боледување. Значи мајките кои што не слушаат во моментов, во случај да не може да нема кој да го чува детето, затоа што се случува болно дете, зборуваме за болно дете. Добро, значи болно дете кој што има дијагноза, значи му е дијагностициран дете кој што оди во градинка, за да не се прошири и кон другите дечиња во градинка тоа иста настинка, тогаш би било поубаво мајката да зема боледување и детето да се води во домашни услови. Значи мајката може кај лекарот да добие белешка, да добие оправдување за тоа што и самата мајка нема да оди на работа, нели? Тоа законски му исследува. Да, да знаете кога веќе сме на оваа тема, почитувани гледачи, дека имате право вие мајките да си земете боледување и да се посветите на детето додека не оздрави, а со тоа нели или додека нема потреба пак за контролен преглед кај лекарот матичниот. Јасно. Сега тука настанува и прашањето кога треба да се оди на доктор? Дали веднаш штом ќе се... За да биде појасно до гледачите, би било убаво да се знае дека горно-респираторните акутни инфекции, повеќето од нив 80-90% вирусни, трајат од 7 до 10 дена. Во случај да имаме порано тоа влошување на состојбата, детето не цица од причина затнат нос или од течење од нос или болка од грлото или од високата температура и доаѓа во состојба на дехидрација, тогаш би требало да се поседува за повторен пат матичниот лекар или педијатарот. Од причина што во такви случаи ние сме приморни да даваме и парентерална рехидрационна терапија. И во тој случај кога е најдобро да се посети доктор? Веднаш штом ќе се видат одредени... Да, не треба. Ако има подкашлување, зачестено дишење, болки на градите, ако дето зборува, без оглед на возраста, во такви случаи мајката мора да го однесува на лекар. И сега прашањето е кои компликации може да се настанат од горно-респираторни инфекции? Да. Дали може да оди во некоја навистина лоша фаза, ако не се третира како што треба? Најпрво може да имаме компликации бактеријални во случајов на синусите, паранзоните шуплини, било таа си максиларни, фронтални, етмоидални или сфеноидалните, па може средното уво да биде воспалено, исто така и тоа и со јаки болки, со детето е немино веќе се станува, може да имаме после тонзилофарингеален воспаление секундарно бактеријално, како што има фијас случаеви, и тоа со докажан со бриз Streptococcus pyogenes, тој е најтешката бактерија, и да се спушти на долно респираторните предели на респираторниот систем. Со ларинготрахеите, тракеобронхите и бронхите и пневмонија дури. Сега, многу мина се обидуваат да ги третираат овие горно-респираторни инфекции со лекарства што ќе се ги препише на своја рака. Што треба да се знае за... Претходно, како педијатар, вакви дечиња, без оглед на возраст, ние сме приморани да ги следиме секој втор ден. И уз тоа им даваме телефон на родителите, ако случајно нешто да се јава, да, и вон работното време, па да видиме што симптоми имат. Ако треба и ноќе, пак ќе го однесуваат на болнично лекување. Јасно. И во такви случаи ние земаме и крвна слика, повторувачка и ЦРП. Земаме брисеви. Али за тоа треба да имаме индикација медицинска. Ако пожолтува секретот носето, или станува зелен каст, или кашлењето не е више под кашлување, туку кашла, детето се влошува состојбата, повраќа дури, се жали дека го боли, не сака да зема да цица, и малаксан си е преку цел ден. Обавезно ќе мора да се третира тогаш, откако ќе ги добиеме резултати од крвна слика и ЦРП-то. Ако имаме ЦРП изнад 40,
а некоја втори изнад 50, тоа сигурно си заработи се бактеријна суперинфекција, не више вирусна, и тоа било да се работи за синузитис, било да се за средно воспаление на средното уво или ларинготрахеит надолу. Тогаш се тера по антибиограм ако го има случајот. А не чекаме во такви случаи, откако ги имаме крвна стига и црвево прилог на бактеријална инфекција и го тераме антибиотската терапија. Да, еве ни сте пристигнуваат прашање на нашиот лайвстрим, прашуваат дали може да се вакцинира дете при горно-респираторна инфекција, односно да приме вакцина. Ако има горно-респираторна. Не, би требало тоа преодно да се одложува од причина што скоро секој горно-респираторни акутен горно-респираторен инфекција е придружен од температура покачена, што ипак не е забрана за Значи треба да се внимава на температурата. Да. Дури и смее да се дава при настинка обична, кај дечиња кои се на 3 годишна возраст, таму и некои вакцини, не сите, смее да се дават. За тоа ипак одлучува педијатор кој е надежен за водење на имунизацијата на детето. Така, значи сепак тоа останува оној кој што го прегледува. Ние даваме наше мнение во смисла на општата стоја дето какво се белодрието срцето, а тие ипак се после на заклучка за овој случај. Така, значи, добро. Сега зборуваме кои мерки превентивно може да се превземат за спречување. Ние имавме, често се зборува дека миењето на раце е многу значено, така и најзначајното во овој случај оти читам во последно време дека капличната инфекција, добро, значи тоа преку кашлење и кивање, не делува толку процентуално врз појава на акутни горно-респираторни инфекции колку прљавите раце. Значи, она, ако ви се накашла некој, ако ви кивне, не може мора да кивне не на раце, вака туку на лакотот. Оти веќе, ако овде киваме, ќе даваме рака на друг и пак ќе пренесуваме. Да. Затоа е многу важно миењето на рацете. И тоа често најмалку 20 секунди до 50 секунди. И тоа со млака вода и сапун, и после со антисептик. Носењето второ, носењето на маските. Нашите маски овде 30-40% од можностите може да попречуваат пренесување на вирус или бактерија во случајов, ако се влошува, зборуваме за и компликации сега, но има маски кои чуваат од пренесување на инфекцијата преку каплични пат и до 90% јапонските маски што се тие. И трет момент е што е изолација на дечињата. Да се забрани тоа што го зборувавме во градинка или во школа. Оти брзо се расшируваат. Има случај 3 фамилии кои биле 2 недели со знаци на акутен горно-респираторен инфект. И откако 10 дена ги следив, со симптоматска терапија, оти нема каузална терапија овде, за вирусите не постои лек, се дава тамифлу, како што беше тешкиот случај пред 5 години, H1N5, H1N1, ако верувам дека памтите. Да, тоа. Тогаш тамифлу и на дечината, дури новородечината дадовме, како првите 2 дена дури, како превентива да не се влошува. И тамифлуто не го исклучува вирусот или инфлуенцата, грипот во овој случај, но ги смалува симптомите да бидат малку полесни и веројатноста на самата инфлуенца грип. Други мерки кои можеме, како кажавме, сега течна храна, супи од зеленчук, овошни сокови, чист воздух, проветрување на собата. Тоа ми беше прашање, бидејќи многу често велиме загадено, не проветруваме. Да. Овие што имаат централно грејење, имамо осушување на се суши воздухот, да. И тогаш тоа дава предиспозиции, локални поволности, за да имаме затнување на носот, а после преку затнување на носот ќе имаме промени локални на слузницата, кои делуваат поволно за размножување на вирусите, па може и суперинфекција бактеријална. И сега, за жал, со оглед на тоа каква не е состојбата, имаме загаден воздух, алергиите се зголемени, се случува да мали бебиња се раѓаат со кркорење во носот, како да имаат затнат нос. Бебето е добро, значи нема никакви проблеми, нема никакви компликации, но носето е затнато. Да. Се раѓаат со кркорење буквално на носето од првите денови. Така. Дали тоа носе може да значи горно-респираторна инфекција? Што треба да знаат младите мајки
чии дечиња се раѓаат со кркорење во носот? Не, раѓањето на дечињата за секое дете има тие проблеми. Од таа амнионска течност што уште стои, од кога аспирано после пороѓајот, уште 3-4 дена ќе ги има тие зад наднос. Проблем е после шестата недела на животот, кога детето живи во таква микроклима, каде имаме грејње која прави сув воздух. Сувиот воздух, повторувам пак, е првата причина кај новороденчината и доенчињата за затнување на носото. Втор момент е прашината во самата соба. И пак тоа не се гледа. Трет момент е самите услови, проветрувањето што не е доволно на ниво, кој исто така делува. На кој ниво? Сувиот воздух е најтежок ако имаме заедно делување со прашината. Оти прават поволни околности локално, ипак локално, на ниво на носето. Тоа дава многу пречки кај доенчината. Има пречки за доењето ако се дои или при хранење. И во тек на спиното истите проблеми како пречка ради задниот нос. Што треба да се прави? Обавезно прво со преку физиолошки распор се прави испирање на носните ходници. Откако ќе капнуваме, детето после 5 минути има пумпици кои вршиме аспирација локална на носето. Ако се излекуваат мрзлучињата, ако немаме физиолошки раствор, детето се бања. Се стави на затворена бања каде пареите сами разблажуваат секрет и после со таа пумпица може колку толку и полесно е да се аспирират носниот секрет. Трет момент, можеме преку инхалација на физиолошки раствор 2 пати дневно, а кај доенчината изнад 6 месеци и 3 пати може да се дава, и тоа делува и декако убаво, врстои осмотски физички момент, кога се разблажува и после и полесно се фрла. Све овие проблеми се последици на дечината на доенчина, оти тие не знаат уште да фрлат нос, нели, или преку кривање потешко ги isfрлуваат надвор. Сега прашањето е како се третираат горно-респираторните инфекции кај бебиња. Ве споменавте како до 6 месеци, како над 6 година, ден има ли разлика во третирањето на инфекциите? Во принцип, терапијата симптоматска си е кај сите некомплицирани акутни горно-респираторни инфекции, но има малку посебности во појава на клиничката слика во однос на возраста. Пример, дечината доенчина до 6 месечна возраст се и текако во потешка форма, оти немаат уште рефлекс на спиење со отворена уста. Тоа тек после 1 година дечината можат и се научат да спијат со отворена уста, кој во вакви случаи и текако е потребно. Значи, во такви случаи ние мора да вршиме внимание и да се прибринуваме по секоја цена да не бидат носните одици отворени преку поставите што веќе ги спомнавме. Што се однесува до температурата, тоа исто така врши свој проблем во смисла на немање апетит, па дури дехидрација. Во такви случаи ние сме приморени да даваме преку уста колку толку орални електролити. Ако детето не пие или повраќа, тогаш сме приморени да го несува на лекар каде што ќе се рехидрира преку парентерална рехидрација. Се земат брисеви од после 5-6 ден за да се провери дали имаме некој знак на суперинфекција, без оглед на возраста пак. Значи, тоа е интензитетот на клиничката слика која го води педијатарот дали да реализира крвна слика или микробиолошки брис од нос и грло, или да чека преку симптоматска терапија. Кај дечината најубаво, доенчината е детето да се тушира целото тело, освен главата, со млака вода на бања, 3 пршти попрешни и на секој 10 минути да се мери температура. Ова да се повтори. Ако немаме таква можност, може крпа исцедена со влажна млака вода и се покрива детето. После 15 минути како ќе го слуши, пак се измери температурата. Ако не следува преку овие начини на снижување на телесна температура на доенчината, тогаш се поставува кон давање на антипиретици, цирупарацетамол, а изнад 6 месеци некои дават и ибупрофен, јас не давам за сега. Ацетаминофенот во Америка се дава и парацетамолот. Што треба да знаеме, која порака вие како доктори би ја пратиле на сите родители, баби, дедовци кои што не гледат, а се однесува секако на тоа на грижата на малите? Што треба да знаат како совет кој што би го добиле од вас сега? Детето значи на местото каде што живее. Да си е собата проветрена. Ако имате централно грејење,
до термото да се остави и чаша со вода. За да испарува. Да се испарува. Тоа може и на друг начин. Има и вапоратор, вапоризатор, кој испарува. И се остава близо до детето, за да до доенчето или новороденчето биде колку толку воздухот со голема процентуалност на влага. Добро, кога да се појават оштинаш на доктор, веднаш што ќе ги забележат симптомите? Влошувањето на клиничката слика на детето. Откако ќе ги имаме веќе симптомите, нос течен, зад нас, кивање, кашлење, ако детето покачи температура и се влошува состојбата, тоа е знак дека обавезно ќе мора да си оди на педијатар. Со тоа педијатор не значи дека ќе дава нешто повеќе, туку да ја види клиничката состојба и статусот на новороденчето и доенчето, дали треба да се следи понатака преку инвестигации микробиолошки и лабораториски или одеднаш да третира и пак понатака со симптоматска терапија уз давање на кај доенчина, пример кој се дода зачестено доење ако има температура, или може да се дава проливачи столици ако има пробиотик и орални респираторни раствор. И за крај, дали да ги праќаат уштинаш да повториме во градинга, бидејќи тоа е прашањето? Реков не. Никако. Само ги повторуваме работите. Господине, односно доктор Елала, ви благодарам за гостувањето и за прашањата кои што ги поставам и во име на гледачите кои што ги поставија, меѓутоа и во име на сите загрижени родители, па и баби и дедовци кои што имаа прашања да постават. Најубаво, најбитните работи да се знаат. Да не се плашат мајките и родителите и бабите и дедовците. Од причина што до 7 дена, 5 до 7 дена нема од практична гледна точка компликации во смисло на суперинфекција бактеријална, на ринитис пурулентен или синузитис максиларис, отитис медија. И ако доваѓа до овие, нарочито кај отитис медија акута, се чека степ бај степ, за дадена специјалистот го следи оти 80% и од бактеријалните инфекции кои се причинени на воспаление на средното уво, спонтано се излекуваат. Тоа е ствар на орален специјалист кој ќе се одлучува околу тоа и покрај тоа што имаме докажана бактеријална инфекција. Значи, кога имаме бактерија најдено преку брисеви, не мора да значи дека обавезно ќе даваме антибиотик. Значи, позитивен наод од крвна слика и ЦРП и бактерија, уз добра клиничка слика, нормална слика, ипак се следи степ бај степ, ден по ден. Ако се влошува, тогаш обавезно дека ќе даваме. А колку ќе се дава, најмалку 7 дена, треба да поминат. До 10 дена амоксицилин или амоксилин-клавулонска киселина, аугментин амоксицилин. Може и со азитромицинот, може кларитромицинот, макулирите и цефалоспорини исто, све во зависност од тоа која возраста на детето, која клиничка сликата наодот актуелен и према тоа се постапува.